Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Мене ми е мило и драго да можеме и оваа вечер да го слушаме Гласот Божи. Да слушаме се она што Господ ни зборува се разбира преку Неговото Слово Господово. Верувам дека преку сите овие емисии и минатата година и оваа година, дека Господ ни зборува преку Писмото, преку Духот Свети. Но исто така, кога ќе го читаме Писмото и ќе читаме книгата Откровение, ќе видиме Господ како им зборува на 7 цркви кои се во Мала Азија, сепак денешна Турција. И тој таму им вели, кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на вистината. Ја длабоко верувам дека врз сите овие емисии Господ ни зборува преку Духот Свети. Почитувани пријатели, комши, брајќа и сестри, потребно е да се отвори срцето, всушност да се отвора очите на нашето срце, за да може да се прима Словото Господово, да се прима она што се проповеда. Затоа што преку Словото Господово ние го примаме Исус Христос. Зошто? Затоа што самото Свето Писмо ни зборува дека Тој е самото Слово Господово. Кога би отвориле заедно во Евангелието на Јован, уште во првата глава, ќе видиме дека Словото Господово најпрецизно ни зборува. Всушност ни зборува за Божеството, ни зборува за Бог и за Неговото Слово Божјо. И Јован започнува вака. Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бог. И Бог беше Словото. Потоа во 14 стих вика и Словото стана тело. Тоа значи дека Библијата многу јасно и гласно ни зборува за Божеството на Исуса Христа. Многу јасно и гласно ни зборува дека Бог кој го твори небото и земјата, ги твори сепак со Исус Христос, како Слово Господово. Затоа, кога ќе читаме во првата книга на Мојсей, книгата Берешит, кој значи во почетокот, вели во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. И потоа читаме, Бог рече. Бог виде дека е добро. И Бог се прослави од сите созданија кои Тој ги создаде. Така да славата и честа му припаѓаат на Господа. Затоа сме и затоа постои оваа емисија да ја одликува славата Божја, всушност да придонесе и да даде за славата Божја. Затоа што реков дека само на Господ му припаѓа славата Божја. А ние сме тука како Негови поклоници, да се поклонуваме во дух и вистина. Затоа ни зборува, се разбира, и Словото Господово. Како треба да се поклонуваат вистинските поклоници, вистинските служители Божи, кои му служаат на Христос, кои го сакаат Христос и кои се спремни да го жртвуваат нивниот живот. Како што напоменав, почитувани пријатели, комши, почитувани брајќа и сестри, сите оние кои што оваа вечер ја слушате емисијата Гласот на вистината. Зборуваме се разбира за една изморена тема, за една уникатна тема, за една не површна, туку темелна тема, врз кој што е изградено целото христијанство. Зборуваме за Христовото воскресение.
И затоа толку емисии се воведени или посветени на оваа прашање. Дали Исус Христос воскресна од мртвите? Верувам дека ако со внимание ја слушате емисијата Гласот на вистината, дека на вистина сите овие серија предавања ќе ви дадат доволни докази, ќе ви ја комплетираат целосната, комплетната слика по прашање на Христовото воскресение. Па може би дури тој најситен и најмал дел во вас, кој се сомневал по оваа прашање, дали на вистина Христос воскреснал од мртвите или не, верувам дека со Божја помош ви даваме една целосна јасна слика. Се разбира преку Светото Писмо дека Христос воскреснал од мртвите. И за тоа зборуваме. И ви даваме доволни докази. Доволно ви аргументираме, ви даваме доволни документи дека Христос воскресна од мртвите. За тоа зборува Стариот и Новиот Завет. Во минатата емисија видовме неколку стихови кои ни се запишани всушност во Стариот Завет. Во псалмите, во книгата на Осија, па дури во книгата на Јона. Сите овие книги се старозаветни книги, кои зборуваат всушност за Христовото воскресение. Гледано библиски, ова се пророчки зборови, дадени во Стариот Завет, преку самиот Господ и преку своите пророци, преку својот народ. Господ им зборувал со една комплетна целосна порака, дека тој, лично тој, кој го твори небото и земјата, ќе дојди на овој свет, ќе го откупи човекот, ќе ја плати цената со смрт, но ќе ја победи смртта со неговото, се разбира, воскресение. Минатата емисија зачнавме една интересна тема. Всушност поставивме едно прашање, но го оставивме и рековме дека ќе зборуваме оваа емисија. Дали Господ Исус, додека бил пред 2000 години, го предскажал пред народот, пред своите апостоли, своето воскресение? И еве што ни вели Библијата. А Исус одговори: само грешните и безбожниците луѓе бараат чудотворен знак. Но нема да им биде даден никаков друг знак, освен знакот на пророкот Јона. Како што Јона беше во утробата на китот 3 дена и 3 ноќи, така и јас, синот човечки, ќе минам 3 дена и 3 ноќи во срцето на земјата. Всушност, овде Господ Исус зборува и цитира точно од книгата на Јона, за која што минатата емисија ние спомнавме. Ова им го пренесува не само на толпата народ Исус, туку им зборува на тогашните верски водачи, затоа што тие побараа знак. А Исус им вели: нема да ви се даде никаков знак, освен знакот на Јона. И потоа Исус продолжува и вели: како што Јона беше во утробата на китот 3 дена и 3 ноќи, така и синот човечки ќе биде 3 дена и 3 ноќи во срцето на земјата. Еве ние да се послужиме со неколку, да речеме, библиски стихови или библиски примери. Ќе отвориме во Матеј, ќе отвориме во Матеј 26 глава, ќе го читаме 31 и 32 стих. И еве што ни вели Словото Господово. Тогашка Исус им рече: сите вие ќе се соблазните поради мене, уште оваа ноќ, зашто е напишано: ќе го удрам пастирот
и овците од стадото ќе се разбегаат. А по воскресението мое ќе отидам пред вас во Галилеја. Потоа можеме да видиме во Марко, се разбира, можеме заедно да отвориме во книгата или во Евангелието на Марко, 8 глава, и да го прочитаме 31 и 32 стих. И еве што ни вели Словото Господово. Па почна да ги учаат дека Синот човечки треба многу да пострада, да биде отфрлен од старешините, првосвештениците и книжниците и да биде убиен и по третиот ден да воскресне. Говореше за тоа отворено, но Петар го повлече насамо и почна да го одвраќа. Гледате, Исус не само што зборуваше на своите ученици, туку тој им зборуваше на верските лидери, старешини, отворено, дека Синот човечки ќе прострада, а потоа на третиот ден и ќе воскресне. Во тоа исто Евангелие, Матеј 9 глава, 9 стих, еве што таму ни е, се разбира, запишано. А кога слегува од гората, им заповеда никому да не кажуваат што виделе, дека Синот човечки ќе воскресне од мртвите. Еве Словото Господово што уште се разбира ни зборува. Како што некои критичари велат дека Исус беше онесвестен од болка, тогаш немаше да има потреба, се разбира, од воскресение. За да некој воскресне од мртвите, мора прво да умри, но Библијата, се разбира, јасно учи дека Исус умре. Значи, Исус умре. И таа многу јасно и гласно, се разбира, ни зборува. Еве ќе отвориме во Евангелието на Матеј, 27 глава, и ќе го прочитаме 50 стих. Значи, Матеј 27 глава, 50 стих, дека Исус, се разбира, умре. Еве што ни вели Словото Господово. А Исус, откако повторно извика со силен глас, го испушти, се разбира, духот. Потоа, во Марко, ќе отвориме повторно во Марко, значи ќе можеме заедно да отвориме во Марко, 15 глава, значи Марко 15 глава, 37 стих, и еве што ни вели. А Исус испушти силен глас и издивна. Во Лука, 23 глава, 46 стих, вели вака. А Исус извика со силен глас и рече: Оче, во Твоите раци го предавам својот дух. И штом го рече тоа, издивна. Еве ни повторно веродостојни докази она што се случуваше пред 2000 години. Повторно гледаме дека Исус не беше онесвестен, дека умре. И на третиот ден дека тој треба да воскресне. Почитувани слушатели, ако даде Господ, ќе продолжиме понатаму и ќе видиме како двајца луѓе кои што биле дел од тогашните верски водачи, а всушност биле од друга страна тајни ученици на Исуса Христа, тоа се Никодим и Јосиф, доаѓаат и го бараат телото на Исуса Христа од Понтије Пилат. Од таму ќе продолжиме наредната, се разбира, емисија, ако даде
Господ да бидеме до тогаш здрави и живи. Затоа имајте убава и благословена вечер или пријатна вечер и се разбира се слушаме до наредната емисијата насловена како глас на вистината. Пријатно.